Здраво, Ерсан Зибер. Јас сум професионален модел, веќе 15 на години. Дојден сум во Македонија, се снима турски филм. Дојден сум исто во шоуто Gentleman магазин. Со Жарко ќе разговараме за подетални информации. Здраво, Жарко. Одлично кажано, повели седи. Како си? Супер, ти како Прво си? да те прашам во старт, супер сум ја, прво да те прашам во старт, дали сакаш да ми ја земеш професијата? Професијата. Односно професиите, и водител и глумец, слушам нешто. Тачно. А си модел пред се, нели? Пред се сум, да, професионален модел сум пред се. Но овие задни 2 години веќе професионално и во актерството влегов, во актерските води, да. Одлично. За водите се уште не сум размислил, тебе не Ама можам да гледам дека добро теди, па морам да ти Тачно. кажам искрено сега се чувствувам заплашен затоа што одамна не сум имал конкуренција како мене, мислам вака убав глумец да се појави во Македонија. Така да мило ми е. Баш ми е мило што си дојде. Фала многу. Да те прашам, еве, кажа дека шоуто се вика Gentleman магазин, па би сакал за старт да те прашам што за тебе представува поимот джентлмен? Како ти го доживуваш тоа? Па, джентлмен, пред се човек треба да биде човек, джентлмен. Значи, пред треба се да биде човек пред се како човек за да изгледа еден вистински маж, да се представи во најдобро светло, да ги има сите манири што треба да се има во својот живот во општеството. Вистински маж за мене представува тој што знае да ги почитува и родителот, и мајката, и девојката или сопруга што ќе биде вистински джентлмен за мене. И пошироко тоа. Според тоа кажаното, што мислиш, дали денес во Македонија имаме такви джентлмени? Постојат ли? Постоја, да. Многу имаме слушано во Македонија од секакви типови на луѓе дека не постои, дека е умрено джентлменството. Ама тоа се мислам дека од секогаш ќе постои од секогаш дека ќе има джентлмен. Има во Македонија. Дали еве кога ги зборуваме сите тие манири и вредности, кога сме веќе кај стилот, морам да го пофалам твојот стил. Фала. Дали еден Исти ти си прекрасен. Фала ти. Дали еден джентлмен треба да биде убаво облечен? Па да, треба да биде. Не само приватно и професионално кога се работи, да, не мора да биде водел облечен, ама да биде спакуван, како што се вика, скоцкан да биде како што треба да изгледа, чисто и убаво, за да испада како вистински еден джентлмен пред луѓето и пред целата јавност, да се каже, да изгледа како што треба еден маж, еден вистински джентлмен да изгледа. Еве, спомна и во неофицијален разговор дека твојата кариера, твојот живот бил многу повеќе надвор од Македонија, него ли во Македонија. Ќе ми кажеш ти каде и што, но доколку цело време присеќајќи се на тоа каде си бил и што си бил, сакам да ми кажеш дали таму си сретнувал повеќе джентлмени, него ли тука што ги сретнуваш? Па Жарко, реално ако збориме, мислам во Европа повеќе дека ги има. Самата култура ги носи и ги води да бидат поголеми джентлмени од нашите. Македонија има, не дека ги нема. Ги има, ама не сака да го искажат тоа. Они сами во себе си го најдуваат тоа. Нема Македонија джентлмени. Он не се пренаоѓа во тој джентлмен и мисли дека нема. Луѓе има во Македонија джентлмени. Нормално во Европа дека ги има повеќето. Европа самата култура, самото општество повеќе ги тера да бидат луѓето да ги води кон таа страна на джентлмен. А од сите овие земји кои што ги спомна, мислам можеш да ги наброиш каде се си? Франција, Италија, посебно Италија, многу голем впечаток ми остани Милано, значи луѓето се многу како да ги опишам, многу се меки луѓето, многу се насмеани, многу добродушни се, знаат на секоја дама, на секој господин да го пречекаат многу насмеано и многу добро фино. А каде мислиш дека има најубави жени од сите овие држави каде што си бил ти? Има секаде и на Франција и Македонија. И тука кај нас во Македонија мора да ги пофалам македонки, значи имаме прекрасни дами, имаме тука во Македонија и јавни и приватни, што не ги знаат луѓето, многу убави девојки има во Македонија. Има и во Франција, има и Италија, секаде има. Нема, зависи. Вика дека нема жена како македонката, така да ќе се сложам со тебе. Тачно. Спомнавме малку околу твојот стил, нели ти си пред се си модел човек кој што работи на тоа. Колку ти внимаваш на својот стил? Колку за тебе стилот е важен? Жарко, нормално, професионално кога работа мора да изгледам како што изгледам, значи скоцкан целиот дека пред јавноста мора луѓето да те знаат со еден вистински джентлмен, еден убаво изглед да изгледаш пред камера, пред објективите, луѓето гледаат многу, мора да изгледаш окей, скоцкано што се вели македонски. Јас љубам да кажам, мислам, јас љубам да го повторувам тоа, некој друго кажал, вика дека нема втор пат за прв впечаток.
Колку сметаш дека првиот впечаток што ќе го оставиш од некаде или што ќе го добиеш од некој е важен за понатамошниот развој на кариерата? Важен е многу, Жарко. Значи, како ќе те препознат луѓето од почеток кога ќе те видат? Мислам, треба да се седни со било која личност во животот, не треба да се пресудува тој каков е, што е и каков е. Треба да се седне, да се разговара, според тоа треба да се заклучи дали човекот има добри карактеристики или не содржи ништо во себе. Како карактеристики. Да, но тоа е откако ќе го запознаеш малку подобро. На првиот впечаток. На први впечаток, да, влијае тоа многу. Значи, како ќе ти го остави тој впечаток на тебе во таа смисла, во тие очи што се вика, секогаш ќе го памтиш по тоа, по тие мисли, по тој изглед, по тој стил на облакање или било што треба стварно да ти остави човек еден добар впечаток за да го знаеш како секогаш добар човек и добар джентлмен. Да, затоа што секогаш ќе се присеќаме, нели? Ќе се присеќаш, да, на тоа, да. Кажи ми малку сега настрана од сите тие работи, кога си дома, кога си во онај дел што ние го викаме делот за правење магија, односно кујната. Сакаш ли да поминеш време во кујната? Сакаш ли да готвиш? Да, си готвам, да. Тестените ми се нема милена страна, значи дома сам си знам да си готвам, да си станам кога сопругата не е дома. Ќе си станам само кујна, ќе си избуричкам што ќе видам, што ќе најдам таму. Ќе си земам, ќе си направам. Тоа не значи некој се зашто машко да влага во кујна, тоа не е во нешто кога мора некад животот те носи секад некои работи сам да си ги правиш. Тестените ми се преубави за јадење, мислам. А знаеш ли да изненади сопругата со некој јадење некогаш? Да. Сопругата секогаш, значи секој станување са бајлечки, тоа од навика мене ми останало. Дедо ми беше таков на мојата баба, значи секогаш или со ружа ја пречекуваше цабајле или кафенци правеше цабајле, тоа значи од секогаш ми било мене треба едно човечанство, значи тоа станува во навика, значи треба да го содржи, значи секој еден човек треба да содржи во себе джентлмен за да направи сопругата да биде истрекна како сопруга и општеството околу него што е да знаат и другарите и било кој околу него да знае дека содржи нешто во тој човек. Како се некој белег на таа идна генерација што доаѓа. Ете, тоа е вистински джентлмен, да, навистина сите тие манири би требало да ги содржи. Да се навратиме пред тие 5-16 години што спомна дека ете ти тогаш си почнал со својата кариера. Како изгледаа почетоците? Што те натера? Жарко, значи на 7-8 години почнав значи како модел. Приватно онака се фотографирам, знам во тие услови не можеш никаде да се фотографираш со професионални апарати. Значи, земав со телефон низ локации, многу низ локации во Македонија се фотографираме. Таа голема љубов доаѓа фактички со телефони се фотографираш, немаш можности да се фотографираш, гледаш светски модели како се фотографираат, влагаш во тој филм. Полека навиката доаѓа. Почнав на 9 години, сватија моите дека стварно треба да се занимавам со оваа професија професионално. Едно од македонските студија се запишав. Почна таа поголема љубов, поголеми соништа што викаат кон сликарството, кон моделството. И почнува мојот професионален живот како модел. Во Македонија почнува прв како модел. Така, одлично. Од Македонија нормално имаш развиено многу контакти низ светот, имаш работено за големи светски куќи. Како се стига до тоа? Со голем труд се стигнува, значи треба стварно многу долг период за да стигнеш до тој врвен успех во животот, значи и како модел, и како карактер, и како особа, значи стварно треба најпрво мислам дека карактерот и особата која еден човек ги содржи како вистински джентлмен и маж, треба стварно да се понаша најдобро што може во неговиот живот. Значи тоа еден човек го води напред во животот. Мислам, еден чекор повеќе во животот заслужува еден вистински маж за да успее во неговиот живот. Кога станува збор за работата, нели, за професионалното поле, додека се уште говориме, каде се најпрофесионални до сега кај што си работат? Европа ги именував како преска што кажав пред малку. Франција и Италија се стварно едно најголемите врвни брендови за мода, кога ќе се спомни мода, мене таму ме асоцира на тоа, ме асоцира Франција и Италија, едни врвни брендови се таму и како модели и брендови за гардероба. На тоа ме асоцира прво што ќе спомнам мода. А кога малце да го отвориме тој поим фотомодел, што значи фотомодел? Ти имаш позирано за куќи за облека или имаш позирано за различни производи на различни места? За различни брендови си имам фотографирани. За облека, за гардероба? За гардероба, да, за Вако си имам фотографирано во Италија. За Вако одела се тие од најпознатите, си имам фотографирано и голем печаток, значи исто таму пред да искочиме на сцена за фотографии, за фотографирање.
таа еуфорија, тоа чувство, значи не може човек да го осети. Многу дами имаше на тој настан, на таа вечер кај што се фотографиравме. Можеш да замислиш, Жарко, сите мажи што пијат вино или виски или било што позади сопругите, позади дамите стоја позади да им дават предност на дамите напред да седнат. Сваќаш, тоа е вистински џентлмен за мене што се носи во животот како џентлмен, вистински маж. Да. Со тоа прикажува дека мажот треба да дава секогаш простор на понежниот пол, дека треба они да владеат со светот. И мислам дека секогаш жените не владеат нас мажите како. Да, од секогаш е така. Жените го вртат светот, колку и ние да се правиме мангупи. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so much. Тоа што сте паметни и талентирани не е доволно за да бидете успешни, покажуваат најновите истражувања. Најуспешните луѓе во светот се оние кои што имаат најмногу среќа, покажува симулација на 1040 годишни кариери. Иако сме свесни дека среќата игра улога во успехот, научниците велат дека досега незиното влијание било потценето. Претходно истражување покажало дека најдобрите често се најсрекните луѓе, кои имале бенефици од динамиката, богатите се збогатуваат, која го зголемува нивното почетно богатство. Например, тоа што Бил Гейтс има потекло од повисока класа, му помогнало да добие дополнително искуство во програмирањето, кога помалку од 0,01% од неговата генерација имале пристап до компјутери. Социјалната врска на неговата мајка со лидерот на IBM му возможила да добие договор со тогаш водечката компанија за компјутери, причинувајќи ефект на незаменливост, која беше клучен за основање на софтверската империја. Секако, талентот и напорите на Гейтс играат важна улога во екстремните успеси на Microsoft, но тоа не е доволно. Во ново истражување, истражувачи од Универзитетот на Катанија во Сицилија, Италија, креирале компјутерски модел од 1000 виртуелни лица. На некои им бил даден поголем талент, интелигенција или пари од просечен работник, додека на други им било дадено помалку. Во 40 годишна кариера некои лица имале срекни настани, можности за напредок во кариерата, кои можеле да ги искористат со својот талент или интелигенција. Од друга страна, некои биле погодени од несрекни настани кои им одзеле пари. На крајот на симулацијата научниците ги разгледале карактеристиките на најбогатите лица. Забележале дека иако успешните луѓе имале некое ниво на талент, богатство или интелигенција, оние што се издигнале на врвот речиси секогаш биле најсрекните. Моделот ја отсликува дистрибуцијата на богатството во реалниот свет, позната како правилото 80-20. Според истражувачите, правилото според кое 80% од населението поседуваат само 20% од вкупниот капитал, додека останатите 20% поседуваат 80% од истиот капитал, било испочитувано. Ова можеби би било фер доколку соодветствуваше со талентот, но истражувачите утврдиле дека не е така и дека само најстрекните лица станале успешни. Максималниот успех никогаш не се совпаѓа со максималниот талент и обратно. Нашата симулација јасно покажува дека таквиот фактор е само чиста среќа, пишуваат истражувачите. Кажи ми сега за она другото што те чепнав на почетокот, дека сакаш да ми ја земеш професијата околу актерството. Ти моментално снимаш една турска серија тука во Македонија, голема серија. Да. Како се случи тоа да дојдеш да глумиш? Надвор бев јас во Европа, ми се јави менаџерката, вака и вака, значи во Македонија се снима една нов Твојата филм. менаџерка? Да, ми се јави. Во Македонија се снима еден професионален нов филм, дојден со Умит Караџа од Турција, еден голем режисер, значи многу филмови има направено, тоа можам да именувам Долина на волците, сите ја знаат, Збогум Румелија. Со прекрасно се работи со такви врвни, значи режисери во Македонија, во нашава земја. Ја представаме и како земја убава, значи Македонија представаме чаршијата, центарот, ни секаде сите историски места наши ги прикажуваме во најдобро светло што може. Јас сум од Македонија, има и уште 2-3 ликови и мислам дами девојки и мажи жени, да, што глумат во турскиот филм и се покажуваме се што може најдобро се покажеме во тој филм. За да успееме во нашата кариера и надвор од Македонија да се покажеме како врвни било модел, глумец. Да, било јасно. што во нашиот бранш. А што малку повеќе околу улогата? Смеш ли да откриеш малку што глумиш Да, таму? на кратко можам да кажам, јас сум во студио, радио студио, македонското студио натрен, пуштам македонска музика, турска музика и глумецот од другата страна, да не го именувам, значи од таму почнува филмот, првата епизода на турскиот филм Балкан Ниси, балканска преспевна песна што е. И почнува тука филмот и се работи за љубов.
Јованка и Ертан, знаеш, забранета љубов на камени мост, фактички Аха, Македонија, со така. Турчин. И тука некаде се судируваат тие обичаи што се викаат. Интересното, да, почнува тука, да. А кажи ми, освен ова, имаш нешто друго до сега глумено? Имам, да, се нов проект во Македонија се прави исто, македонски филм се прави. Не можам да откриам по-детално што се работи во Македонија, не смеам поради Да, но ова не ти е единствено, Балкан. Да, единствено не ми е ова, има други проекти и работам на други проекти, па ќе видиме што ќе испадне. Ајде, дај Боже, само некои излегуваат работи, па ние тука сме. Тачно. Може ќе се сретнеме на некое филмско платно Може, заедно, да. кај знаеш. И ти си врвен глумец тука во Македонија. Ти благодарам. Кажи ми, сакам да те прашам, сите овие работи нормално не одат без ризик. Колку сметаш дека ризикот како фактор е битен? Дали сметаш дека без ризик нема награда? Се ризикот нормално, ризикот кога ќе го размислиш како ризик дека постои, тогаш еден чекор си напред во животот. Знаеш дека ризикот ако го поминеш дека си поминал една граница повеќе во животот. Мислам дека без ризик никогаш не се успева во животот. Да. Јас така мислам дека од моја страна гледана точка, секогаш кога сум размислувал негативно, никогаш не иделе позитивни работите. Да, мора тоа е така. да размислуваш позитивно во животот за позитивни работи да ти доаѓаат во животот. Најнародски кажано, да, какви ти се мисли да го ти е животот. Да, така. Апсолутно. Јас од секогаш сум сакал и тоа ми се оствари нормално да работам и да патувам, таква да ми е работата. Истото и ти го правиш, значи работиш, шеташ, си ги полниш очите, нели? Сакаш ли да патуваш? Патувањето, да. Омилена страна ми е да патувам, но кога се работи за професионално да идам било во Италија, Франција или надвор во Европа или било каде, да уживам да патувам и меѓу работата што ја работам професионално и малце ни се наоѓа како што се вика луфта малце, простор за да си прошета човек, да си види некои работи историски или било што да си му остане впечаток во неговиот живот, во неговото сеќавање што ќе си. А имаш ли некоја дестинација кај што не си бил, а сакаш да отидеш? Сакам да идам во Америка, ете поради таа виза, значи можам да го именувам, значи Фадил Бериша, еден од најголемите фотографии во Америка за холивудски звезди, има музичари, актери, има фотографирано, со него имаме нов проект да направиме за голем еден врвен бренд за фотосесија. Мислам фотосесија треба да се направи, па ќе видиме што ќе успееме во иднина што ќе биде. Ајде и за тоа ќе ти кажам дај Боже, супер нека се случат само такви работи. Малку сакам да ми одговориш, Зибер, околу вистинските вредности во животот. Што за тебе представуваат вистински вредности? Кои се тие? Па, вредностите, значи сам на себе треба да бидеш вреден, значи во животот за да успееш во било кој област, значи не е само во актерството или моделството, во било кој област, значи која работа да фатиш, треба да фатиш со голема љубов, значи за да успееш и како карактеристика и како джентлмен што се именува во вашата емисија. Значи треба стварно многу карактеристики да ги примениш во себе, па после да идеш напред во животот и во другите луѓе да ги гледаш карактеристиките како течат во нивниот живот. А добрите навики, негувањето на добрите навики, колку сметаш дека се клучни за успехот во кариерата, не само во нашата професија, него и воопшто? Па треба да се негуваат. Ако сака, како што наименав пред малку, значи стварно треба карактеристиките да ги именуваш, да ги негуваш, ако стварно сакаш во животот добри цели, добри планови во иднина да имаш, да станеш тоа што имаш план и што си го наумил за да стигнеш до некој одреден левел, значи во животот, треба да се негува некој облеката на гардеробата што се вика кај нас, треба да негуваш. Не е се што викаат во Македонија гардеробата те краси. Да, те краси, но и натрешноста во човекот што ја содржи, тоа уште повеќе мислам дека во животот го краси. Така јас размислувам. Гардеробата може утре да ја немаш, но тачно, да, тоа натре што го содржиш, секогаш ќе го негуваш и ќе го гледаш најдобро што можеш во животот. Јас тоа викам дека, знаеш, мора за тие работи да се има дисциплина. Колку си дисциплиниран, колку тоа ти помага во животот или ти одмага, да кажем? Во животот дисциплината мислам дека е една од најклучните работи во животот. Значи јас секогаш од мајка ми сум гледал работи, од татко ми, од дедо ми беше еден од нај што се вика големите джентлмени, најдотеран, многу беше што се вика со карактеристика човек, значи секогаш за добри работи ме учил во животот, значи карактеристиката за да содржиш треба да учиш од некого, што викаат се раѓа, не се раѓа, секој човек што се вика старомоден збор, човек дека е жив учи во животот. И мислам дека секоја една работа се учи во животот. Дефинитивно. Да. Ми спомна неколку муабети за разговори за дедо ти преска, неформално, нели? Какви совети ти давал и така натаму. Сметаш ли дека таа почит што имале тогаш тие луѓе, зборуваме пред 50 години, отприлика 60, кога тие биле млади на наша возраст,
таа почит што имале тие и тоа џентлменство што го негувале, дали мислиш дека тоа го имаме ние сега? Мислам, не јас и ти, него воопшто нашиве млади генерации. Помладиве генерации, мислам дека има, не викам дека како мене, како тебе, некои луѓе што стварно го негуваат тоа и го практикуваат, има, да, не викам дека не се. Но има и повеќето не обрнува внимание на тоа, значи не се замараат во нивниот изглед, во нивното понашање, секојдневно. Тоа мислам во животот најголема цел е карактеристиката, значи ставот на живење треба да го имаш вистински маж, како што треба да изгледа, не само со понашање и со неговите мимики што се вика, во неговите ситни детали што се вика на крпче или било на што на марама, треба да ги содржи секој еден човек, мислам дека за вистински маж. Од дедо ми многу работи имам научено во животот, значи како треба со една госпоѓа, било да е таа дали ти е девојка или спротивно само како госпоѓа гледаш како дама, значи стварно треба професионално, човечки да гледаш како личност, понежен пол и треба да се представиш најдобро што можеш во твојот живот, бидејќи што се вика без жена ништо нема во животот. Ние мажите ништо не би направиле во животот. Мислам дека ќе се сложиш со тоа што. Да, ќе се сложам сега. Мислам и поголемата јавност дека ќе се сложиш со тоа што го размислувам во делот на мажот. Да, и тука некаде ми е поентата за следното прашање, значи како и да ги вртиш работите, домашното воспитување, секогаш домашното воспитување секогаш е едно од главните фактори, првите чекори што треба да ги направи човек, нели, за да стане некаков џентлмен во животот. Кажи ми, после напорниот ден, како се опушташ? Знаеш да се напиеш добра пијачка музика? Да, со друштвото, да. Или во кафич ќе се договориме, или некаде ќе прошетаме некаде низ некоја планинче на водно, кога сум во Македонија, ќе прошетаме, ќе се пуштиме музиче, нешто, муавет, општен муавет. Тоа највеќе ме релаксира во животот. Значи, кога со друштвото уживам да сум, што повеќе гледам време да најдам со моето друштво да си поминам, било другарки, другари, сопругата, малата, да прошетам, тоа ме опуша во животот. Музиката многу ја сакам. Делот од мојот живот, значи со музика поминувам. Многу ја сакам хаос музиката, деп, џаз музика. Обожавам музика фактички. А како се снаоѓаш во улогата на татко, кажи ми? Татко, значи, многу убаво нешто, многу убаво чувство да си татко, значи, тоа те учи уште повеќе да бидеш, што се вика, џентлмен во животот, значи, многу некои работи што не си ги знаел од малецкото кога ќе слушнеш или од сопругата, некои работи ги учиш во животот, вистински, што не ги немаш слушното, ги учиш во животот џентлменски, значи, машки. Апсолутно, да. Тоа станува, значи, тоа те дополнува животот некои работи што од мал човек може да научиш нешто со се вели. Секогаш, секој убаво кажа, човекот учи дури и од сите. Кажи ми, за крај сакам да те прашам, си добил ли ете некој совет од татко, од дедо, што и денеска ти одзвонува во главата некаде, што ти помага да станеш уште подобар човек, што те вади од тешки ситуации, пример, не знам. Секогаш викаше, значи, дедо ми имаше една поговорка, секогаш ќе го слушаш по стариот што збори, ако сакаш да научиш. На професорот не му продајај памет, земи памет од професорот, секогаш ќе ми викаше тој збори, секогаш сум слушал, значи. Првин по стариот ќе го послушнав, ќе го слушам што како ќе ми каже која совест треба да ја земам од него, па ќе си го ставам во ум и ќе удрам математика што се вика на старост, дали треба тоа да го правам или не треба да го правам во живот. Апсолутно. На човек со сила можеш да му земеш, да му дадеш. Да му дадеш ништо нема. А мојот професор секогаш викаше и да го поздравам во оваа прилика, кој што исто така беше гостин од наша џентлменска елита, секогаш викаше вие ќе научите оноку колку што можете да украдете сами од мене. Така да, се сведува на тоа. Ти благодарам што одвои време, што најде време да дојдеш тука да го збогатиме овој џентлменски свет и со еден ваков човек, со еден ваков космополит кој што го разбира џентлменството на свој начин. Ти благодарам. Жарко, ве благодарам на поканата, прекрасно беше. Фала. Сакам за крај да кажам сите мажи, значи да го водат тоа со себе, да бидат џентлмен спрема понежните пол и повеќе во Македонија да се третира џентлменството. Пет работи кои би ги одвоил, значи, семејство, кафенце, мојата керкичка, мојата сопруга, мојот часовник и мојава Македонија прекрасна. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side.